Непроценливо културно наследство лежи вдолж трасата од автопатот Охрид-Кичево, посебно на потегот од црквата Свети Еразмо, во чија близина се наоѓа ранохристијанска базилика. Експертите загрижени да не се оштетат раскошните мозаици кои датираат од 5-тиот, односно 6-тиот век. Укажуваат дека вредна археолошка ризница се наоѓа и кај Требеништа. Наместо своевремено да се ревитализираат и презентираат пред македонската и светска јавност едни од највредните археолошки локалитети во Охридско, кои лежат вдолж автопатот, сега се доведени во опасност. Во неговата децениска изградба, прашање е дали се извршени археолошки и сондажни испитувања кои се обврзувачки со закон, укажуваат експертите. Охрид Требеништа е археолошко наоѓање од светски карактерито. Ова што е. Да. Сад тамо треба да има некаква петља за автопатот, нека има, ама нека побарат решение кое ќе е конструктивно, кој го видел. Ке пуше тамо булдозерите, ќе направат лом, ќе уништат културните слоеви и ќе заврши приказбата. Згорана се на 57 километри од автопатската делница, која требаше да биде готова уште во 2018, а сега според уверувањата на власта треба да биде завршен до крајот на годинава, се уште се врши експроприација на земјиштето. Има проектирање на нови надвозници, на измена на дел од траса, сега тоа не знам ја стручно, меѓутоа има дополнителни постапки кои се активни. Иначе моје лично мислење е дека надоместок за имотот неправично се плаќа генерално, затоа што ја гледаме која е цената на автопатиштата, гледаме кои се провизиите, надзорите и сите тие работи, а земјиштето е без него немаш каде да правиш аутопат и сепак е тоа собственост со генерации на некои луѓе што доколку не било патот, може тоа нема пазарна вредност, меѓутоа тие нема да го продаваат. И додека трае неизвестноста околу изградата на најскапиот автопат во Европа, вчера во специјалната болница Свети Еразмо е донесен 40 годишен работник од Кина, кој при извршување работни задачи на автопатот се здобил со тешки телесни повреди.